Охрид представува вистинска ризница на стари и уникатни занаети, чии мајстори со сите сили се обидуваат не само да се спротистават на новите технологии кои ги носи модерниот начин на живот, туку и да ги спасат од заборав занаетите кои изумираат. Од занаетот тешко се живее, но не сме да згасне. Тие го носат културниот идентитет на древните градови и ќе мора да се обрне повеќе внимание за нивно зачувување. Последни кои се уште ја негуваат традицијата, борејќи се да екзистираат, се бисерџиите, изработувачите на филигран и резбарите. Кога на 20 години, како четврта генерација, првпат застанав во дуќанот и бев во спротивната страна на пултот да ги продавам производите, на една работа само помислив. Дека имам голема одговорност, прво да го зачувам образот на фамилијата, да биде задоволен муштеријата, секогаш да имаме добра препорака, никогаш не беше целта колку ќе профитираме. Тоа ќе си дојде само по себе. Битно е да се има љубов, визија и цел. А целта е задржување на традицијата. Ние имаме една одговорност да ги продолжиме тие чекори, тие традиции на нашите предци и сите тие кои имаат занет. Занаетчиството е специфична дејност. Секогаш ќе имаш пари, а никогаш нема да се збогатиш. Занаетот никого не остава без леп, но денес младите не сакаат да изучуваат некој занает, оти се ниско профитабилни. Бидејќи не носат пари, занаетчиите остануваат без наследник. Многумина семејниот занает го замениле со трговија, а за пристојни плати некои својот работен век го продолжуваат во фабриките. Отворањето на занаетчиски дуќан денес е луксус. Само подмирувањето на месечните трошоци надминува сума од 30.000 денари, вели претседателот на регионалната занаетчиска комора од Охрид. Занаетчиството пред очи ни изумира, а не се преземат конкретни чекори, тоа да го спасиме. Имаат делно дефицитарни занаети кои имаат поеќе расходи него приходи. Јас со таа стратегија што самиот имам приготвено, барам онези тие дефицитарни занаети нека да се дестина прилика да бидат ослободени од плаќање на придонеси и персонален данок. Всушност да немаат никакви давачки према државата да би можеле да обстанат. Богоевски кажа дека се во дослух со Министерството за економија со цел да се усвои стратегија за развој и унапредување на занаетчиството. Ние мора да заминеме со чист образ, оставајќи го како завет занаетот кој макотрпно сме го учеле, велат нашите соговорници. Звукот на летото по старите охридски сокаци не смее да замре. Да го спасиме од заборав занаетот, уметноста на старите копаничари. Многу крунисани глави и други личности од светскиот джет сет посетите на Охрид ги користеле за да понесат парче оригинален охридски накид. Љубителите на старите градови, музеи како што е нашиот Охрид знаат да почитуваат и не жалат пари само за да ја збогатат својата колекција со уште еден вреден експонат.